Спремен си, Пецао? Спремен. Вие спремни? Спремни бе, спремни. Као да почињаме? Као да почнеме? Ти си почнал, се знаеш. Јас си почнувам да. Да ждригнам и да почнам да. Чекај. Гаден. Лупиња клапата и го. Секојаш така. Може Пецо, така. Здраво, кај е камерата бе? Ова гледам овде. Така? Ова све ќе остане на бук. Така да. Остага на бук, решите се на крај ќе букнеме. Чекај бе ти, дај бе се наместили бе да му. Да, бе, јас сакам да Ајде. се леснам. Здраво на сите, вие гледате Дебели Гикови! Нов кадар! Нов кадар, нова маса, масата не е нова. Слушај. Накосена е. Слушај, од вчера нешто сакав да кажам во емисија. Ајде бе брат, Имам една желба. мери го. Имам една желба, нема го мерам. У камера сега гледам. Јас Гледај у таа Јас сакам и од тебе да гледам. Јас сакам да сум првиот Зими си го поблиску микрофон. од ново почнуваме или? Не бе те резишо. Ај сега добро. Сега Ајде. Јас сакам да сум првиот, можеби не сум сигурен дали веќе има, кетчер на WWE. Само за да идам како комита облечен, брат. Брат, не знам како да ти изреагирам на Не знам, на вчера- твоја вчера ми изјава, дојде- брат, дека сакаш да си Почна- кетчер, јас сакав да бидам кетчер, брат, пред 30 години. Почнав да се на TikTok да гледам многу Кетчери, ти кетчери. почна да гледаш. Знам дека ти беше фан со кумот твој нешто, знам. Ја не сум фан, кумот мој е фан на Добро, кетчери. знам дека имате Ќе фанови ќе во те фамилија. ќе те спојам брат со него, има за кетчери да ти раскаже од борбата со Warrior и Hulk Hogan Добро? до ако знаеш кој таа е Не епската, знам, таа да. леле колку сум ја гледал таа Така. мал брат. Ја имаше само таа, ја имаше снимено на касета. На касета. Да, дека татко му беше у Америка, не знам колку време ја снимил и ја донесе. Ај ќе И збориме. знаеш што е најакото? Што е Само најакото? ќе го кажем ово. На крајот на рингот нели као јажиње има. И се фаќа и се јача као да ме Ајде, ќе Јашар, направат ајде. нешто јако. И ние као деца, брат, ние не знаевме дека се јачаат они шопрат и му се моча на овој. И му се моча, му се моча, и тоа ли беше уствари и јачањето нас ни беше Мочање. мочање, брат. Јачањето е мочање, добро. Да. Како да има метро овде. Не, Знаеш зашто кажи не ми знам? ја поентата со метрото што го зема во рака и што почна да каже за кетчери, брат. Не Тука знам, ми така изгуби дојде. мене. Ја имам пасија на Павлов ефект, морам да земам нешто рака, нема врска. Имам метро. Ама за ова метро имаме и некој гостен специјален. Тачно. На госте го имаме Ристо Манасиев, експерт за Warhammer. Пецо смени кадар. Чекай, ќе дојде. Мене кадар Пецо. се Заборе. Ај, леле, Пецо. Добре. Ајде, Го имаме добре. Ристо Ристе. Кај си, Здраво, бе? живо? Браво, луѓе. Добар? Ко време ова, ама да, се држиме малце. Арно. Добре. Малце киша е Ладно, падала. малу топло, малу мења и така. Ко луѓето. Рики, ние те викнавме, брат, бидејќи ти си експерт за Warhammer 40K. И 40K, и Age of Sigmar, и The Old World, и Horus Heresy. Значи све што е Warhammer. Warhammer. Warhammer, Warhammer. гледам да го следам максимално што можам. Фокусот ми е Warhammer 40,000, 40K што го Чекај, викаме тоа е ние. најново? Не, тоа е поприлично старо. А најново кој е? Најново е нешто што е најстаро, ама го re-релиснаа сега баш Аха. годинава. Тоа е Warhammer Fantasy или сега како што го викаат Warhammer The Old World. Тоа е најново, ама у исто време и најстаро. Аха. 1983 прв пат е излезено тоа. 1983. Yes. Кој година си? Добро, па не е многу постаро од мене. Јас сум 89-та. Па супер. Не, па таман бе. Си го фатил. Да, бе, да, на Си го почетокот. фатил. Што сум го фатил бе за Warhammer, ја прв пат слушнав кога Game Fest, Да. кога беше у Cineplex, не овој што помина. 2022. 22 Да. и 2019 имаше исто си. 22. И ја прв пат Турнирот. тогаш
Ја тогаш прв Да. пат слушнав за Warhammer, ја појма немав што е. Тогаш Warhammer. ми приде ти од тоа што Да, не си направивме да. многу Што е со играчки, бе? Не бе брат, што Супер, како бе, супер, што е супер. со играчки? Не, бе? чекај, прво да си почнеме. Рике, може да ни кажеш што е Warhammer А фактички? Warhammer, значи Warhammer е една огромна франшиза од една британска компанија што се вика Games Workshop и спаја во групата на Те се смери кадрчите. Ме кара дека не смеам да грискам на микрофон. Имаме чипс, Рике си А, донесе чипс. затоа Ја му викам не јади у микрофон. Ама ајде, ме поминуваме. кара дека сум грискал на микрофон, но затоа ќе правам. Да, Ево го. значи Warhammer е како што кажав огромна франшиза која што спаја во групата на Miniatures Wargames. А Miniatures Wargames е многу стара работа. Значи луѓе играат Miniatures Wargames од 1800 и некој. Чекај, сакаш да кажеш дека Warhammer не е почетоците Не. на овие? Оу не. Што Не, збори? не, Ја 1800 мислев дека и овие некоја се за се- Warhammer, само и то Не, само не, не, не. Warhammer Не, можеш да. види, вака, значи овие фигури, ево конкретно овие Не, што ги донесов. општо за фигурите, Не, за не, мали не, не. дека се користат у Warhammer само. Не, Warhammer е име на франшизата. Што ја Аха. прави Games Workshop, британција. А Miniatures Wargames има многу. Значи од 1800 и сега не знам точно да не тресам глупости, ама знам некои што тогаш ги имаат правено. И овие на пример што ги имаме тука се пластични. А оригинално прво ги правеле метални фигурчиња. Ги Колку е За тешко руска тоа. пропаганда. Колку е Атом, тешко. Првично тоа, биле брат. историски битки. Значи рекреација на историски битки е сега нормална, нели, пошто е инволвирано коцки, статистиката ке работи, некојаш ауткамот на битката може да е поразличен од оригиналната историска битка. Ама така е почнато. Многу подоцна, тоест негде на кај 70-ти почиња да се развива Miniatures Wargaming малку и у science fiction води да влага и у епска фантастика. Толкин, Майкл Моркок биле инспирација за првите такви игри. Еве еден податок многу интересен сега ќе кажам, што не знам колку луѓе го знаат. Dungeons and Dragons, најпознатата, не D&D. role playing, да, D&D. Е почната како Miniatures Wargame. 1971 е прв пат излезен, се викала Chainmail. Па Dungeons and Dragons е саплемент излезен за Chainmail, за да може да, пошто Chainmail си играл со големи армии, нели? Е сега на Гери Gygax, креаторот, тоест еден од креаторите, му текнал ајде да направиме role-playing game. Како? Со малку фигури, да има квестови, да има приказна, да се... Зашо предходно било тоа. Армијата моја, армијата твоја, се среќаваме на средина, бам, бум, и тоа е тоа. Мислам, класична или она битка. Ама Гери Gygax решил, ајде да направам нешто што подоцна се вика role-playing game и така настанал Dungeons and Dragons. Оригинално е прво Miniatures Wargame. После добива огромна популарност и станува своја работа. Си станува D&D што го знаеме Што сега. го знаеме сега, да, у петта едиција. Сега му спремаат шеста и тоа е. Чекај, ја не го разбирам со едициите. Што значи тоа? Значи, Прва едиција што е првиот принт? да. Втора Втора едиција е која која апдейтирана. Други Аха. малце ги менуваат правилата. Например, Аха. Warhammer 40,000, No. 40K или како што го викаме, или 40K, моментално е 10-та едиција. Охо. Значи, многу. Ја Значи ти почнав- првата да имаш си Ја на имам. брдо пара, брат. Ја имам. Ама имам репринт на првата. Првата скроз. Да, од Warhammer 40K 1987 е прв пат излезена. Металните. Да. И првата книга, ама тоаш не се викала Warhammer 40K, тоаш се викала Rogue Trader. Таа е таа прва едиција, 1987 излезена. За подоцна, 93-та, да го добие лицето што го има денеска, зашо приказната, начинот на играње, како изгледале фигурите, се тоа се сменило у 93-та. Ребренди прават скроз и е она што барем во однос на приказна, на дизајн, начин на кој што изгледаат фигурите, начин на кој што изгледаат армиите, е после 93-та она што го знаеме денеска веќе во 10-та едиција. Сакаш да ми кажеш дека Warhammer е фактички почнато boots on the ground, па после ме sci-fi? Да. Да. Значи почетокот е инспирација actually Chainmail и Dungeons and Dragons и приказните на Толкин и Майкл Мъркок се најголема инспирација за Warhammer. Значи, Може и првиот Warhammer е нешто што се вика rank and file. Значи units, тоест единиците, се формирани како коцки. Баш онака средновековно и античко начин на војување кога се формираат единици Аха. како ранкови, така изгледало.
40K не е така. Поише е како Guerrilla Warfare, секој модел си е малце поразличен, пооддалечен од другите, имаш поголема слобода на движење, затоа што е технички Modern Warfare, па има огромни градби, па влегуваат юнитите во градби, така натаму е малку полесно у тој аспект. Додека класичниот Warhammer, оригиналниот, што подоцна се викал Fantasy Battles, тоа е на класичното средновековното. Поле, моја армија, твоја армија. Сега подоцна имало некои мисии, да речеме, не знам, фати го тој Magical Objective, фати го оној Magical Objective, или уби му го генералот, ама тоа доаѓа многу подоцна. Warhammer Fantasy Battles завршува со својата 8 едиција финално Games Workshop ја сеча цела игра во 2015, ако не се лажам. Зошто? Затоа што едноставно не им се продаваше. Беше премногу комплицирана, едноставно луѓе почна да им досадува. Не вадеа апдејти многу, значи имаше армии кои што не биле апдейтирани во 5-6 години, зборам апдейтирани во однос на правила, па дури и во однос на модели. И поради тоа, затоа што 40K имаше огромен успех, многу поголем sci-fi. Значи 40K е sci-fi делот од Warhammer, имаше многу поголем успех затоа што геймплеот е малку пософистициран. И они решија целиот Warhammer Fantasy да го скроз да го исечат, да не се произведува веќе, дури и приказната ја прекина, мислам не ја прекина, имаше огромен евент кај што хаосот победува планетата, ја уништуваат и сето. И од тоа после го извадија Warhammer Age of Sigmar, што е наследник на стариот Warhammer, многу е посличен у геймплей на 40K. Пак е она епска фантастика со магии, со витези, со змаеви, со чуда, ама геймплеот малку го сменија. Има ли оваква игра у светот на Lord of the Rings со Да. орки? Да. против Сега луѓе. ќе ви кажам, да. Games Тоа Workshop, истата фирма. Дека го Истата фирма, Games Workshop Да. од 2001 успева да ги добие правата за Lord of the Rings, ама не за Lord of the Rings од книгите. За Lord of the Rings од филмовите. И кога излегува Хобит филмовите, како што излегуваат филмовите, они вадат нови сетови. Со Хобит, ја имам несклопена армија, спремна ми е, мислам, има Орки пенаци- или humans? Не, ја играм исклучиво Гондор. Минас Тирит. Yes. Гондор. Го имам Јарагорн. Има плюс они подоцна успеа да уметнат и некои од карактерите што ги имаат книгите, значи полека почнаа правата да си ги добиваат и оп Не, сакам да го имам, не ќам да го играм тоа, дека многу ми е сложено. Сакам да ги имам фигурите дома, да си ги... види, На дисплеј. вака. Не, стакларник. да, Ама знаеш стакларница. како, ако веќе ги имаш, немаш причина да не. Да не ги играш. Ама Шо? многу ми е сложено, Не, брат. не, Ја не. пробав да го сватам Не, нешто, не, пробав бате, да го гледај. укапирам на Многу Gamefest, луѓе ама многу луѓе се страфи ја. повлекуваат. Не, многу луѓе се повлекуваат, меѓутоа, да, на почеток стварно кога ќе го видиш рулбукот толкав и си као, леле, што е ова сега? Многу битна работа. Не можеш да памтиш све. Затоа ги имаш книгите. Книгите ти се тука за подсетник. Плюс целата армија која ја пишуваш, си ја пишуваш на лист. Океј, тоа е Last Century style, сега виш имаме апликации нормално и се ти пишува на апликацијата. Сите правила ги имаш тука. Ти технички треба само да ги знаеш basic rules. Ништо поише. А basic rules се релативно лесни. Толку. Не знам, брат, јас се Веруј ми, кога би пробал еднаш, да го Може, осетиш, може, знаеш може, како? може. драйвот да го осетиш, Може, готово. може. Ја мислам дека Готово. тебе ти треба Брат, уже Jedi- тоа да Jedi жена ми Master- да ја однесам дома, уже фигуриве, брат. Ама имаш И дома 3D фигуриве, и принтер. стрипови, Ама ти и имаш дома 3D PlayStation, и принтер. све, Имаш брат. 3D принтер, да. имаш 3D принтер, ќе си ги Се принташ види, сам. со 3D принтери Не можам. нема да ти дозволат на официјални турнири да влезеш, ќе мора да си ги купиш, али да. Волку детали не можам да испринтам на 3D принтерот, дека овој Можеш. Со резин. со смола можеш. Да, со резин. Е, со па смола. мојот не е смола, А, мојот имаш, е аха, со тоа, пала, јасно. со Да, јасно. овакво. Имам Зависи, бука. вака, пошто брат ми исто има 3D принтер пластичен, он најден, сега не се разбираме толку 3D принтинг, он е стана мастер за тоа, за пластика, најде некои нозли, нешто, нозлс ги средуваше, ми извади еден Crusader, крстоносец, у 28 мм, мен не ми се веруваше колку добри детали му извади 3D принтерот. Сега принта терени за овој за игриве што ги играме, фантастично му изгледа од пластика. Многу јако. Да го прашам точно еве да ми објасни што како мислам он Не, често брат. знае да ми каже Да, ама- купив ова, купив она, јас сум као топ брат. Принта добро, да. Супер. Супер, let's терај. play.
Тие моделите за Lord of the Rings, не знам дали ќе можам да ги најдам на интернет као Кој прво. како не. Ако не можеш, ако не можеш, не, они брат, оги не знам што. Не, бе, знам, ја ќе отворам се и Отвори STL-си, ќе ќе не најдеш, бе брат, слушај. си имам ја веб страница. Плюс, пази, знаеш што е финтата со Lord of the Rings играва? Малтку се геймс вршо по-лабави за Lord of the Rings. Тоест, они не ја викаат Lord of the Rings, Middle Earth Strategy Battle Game се вика. Фер. И тука е и Lord of the Rings, Hobbit, малку Silmarillion. тука Лего. влегува. Да, кај што успеале да подземат од правилата. Сега, пошто е игра која што им е онака малце по на страна Warhammer Така, им се нели јаки. да, За да. многу юници, за многу единици, за многу херои немаат више модели. И дозволуваат 3D принт за тоа. Така да слободно. Ова е 3D тоа, принт бе? Да, нешто слично. Идемо Да. што требам да ти кажам. Ако сакаш да научиш да играш, тебе ти треба еден добар Jedi Master кој што ќе те внесе у играта. D&D знаеш да играш? Ако не. Па дај бе да се собереме. D&D играм од 2002 ја. Ја еднаш многу сакам да играм D&D, може- немам Dungeon Master да ми Сега ти објасни кажам, играта, гледај, брат. немаш екипа. И немам екипа. Еве го прстенов. Значи докај сум со D&D, ова ми е венчален прстен. На венчалниот прстен го ставив символот од Паладин, пошто јас сум Паладин цел мој живот. Ова е символот од петта едиција D&D Паладин. Си го носам на Добро. венчален прстен, да е до толку сум навлезен. Па да се собереме екипа и D&D да играме. Ајде. Знаеш Ја- како би било добро ја уживо кој- да направиме вака, мислам на самиот подкаст. 500 D&D ќе снимаш една епизода? Тоа би било топ. Не. Без дека не. Прв пат чуваш што е. Брат, ќе најдам- вртиме, коцки држ, Коцки, не не, само Јам. една камера ќе ни треба одгоре и толку. Да. Толку. Продадено. Ќе свист. За втора Имаме за супер втора парти ние, сезона за D&D имаме супер може парти. да се испука. Ама џабе кога не знам, ја не знам да Не е играм. битно, ма не е Ќе битно. научиш. Воопште не е битно тоа. Ако имаш некој што знае, ја еве на пример, и не морам ни ја да бидам било кој, за D&D ако правиме мора. Да. Тебе ти треба само карактерот и ништо повеќе. И шитот на Додека играш, Dungeon Masterот те уведува. Сега ова, сега она, се провери тоа, се провери тоа. Не треба ништо да памтиш. Све ти е напишано, си ролаш коцки, споредуваш статистика. Купив тоа е тоа. едни виолетови од Дали и Експрес ги нарачав као лава се онакви као се Тие се многу ај. такви. Такви со лава, со ефекти, На се супер. си на виолетово со златни се бројките. Да, топ. Ја морам да кажам за Се D&D. спремаме со Ајде, јас сум него за, од ајде. кога му кажав му играм ќе Ајде. нарачав коцки да играме, ама немавме Бе, ја ќе ви бидам Dungeon Dungeon Master. Знаеш не. кој ми го имаш тоа кажано? Пред Пред 2 години. 2 години сигурно. три, па знам бе брат. Ја морам да кажам дека еднаш најдов група за D&D, ама не се погоди в Ептен. Зашто? Пошто Шо? никој не беше добар Dungeon Master, никој не кеше да игра квалитетно, никој не кеше да чита правила, се дивавме, Аха, се тепаме, аха, се тепаме. Аха, И ја окей, со јасно. со години барам добра екипа. Еднаш од тебе почнав да правам муаве, да ме Да. кај да се собереме едно друго, ама никако не битно, Јас но се уште може сум нешто за. да се направи. Јас сум се уште за. Ја мора да признам дека последниве многу години имам одлична екипа, значи мојата сопруга у партито ние брат ми, уште два другари, прекрасна екипа имаме. Изигравме еден куп кампањи. Последно од оние што се пишаните кампањи, Descending to Avernus, за мене фаворит, најдобар. Као за Паладин, кога влагаш у пекол од доле, леле, прекрасно. Светлина Абе, у мрак. Супер. Светлина. Супер. И многу добро ни одеше. После тоа си правиме ние наши ние. Брат ми таа работа, оне за Чекај, кастомер. си имате и фигурчиња си бре? Да. Да, ние треба фигури. Бе, ја ќе ви донесам шо. Ја ќе ви донесам. Значи вака, ако е Само за желба D&D, треба да имаме. Да, желба, да, први мај сам. ништо не треба вие да носите. Ја ќе опремам со Готово. све. И Не, играме тука. ќе направиме од првиме една проба Секако да, нормално. во Public Room или од некаде кај Не. што не. Без 42. може. Дел. Без 42 Може. играме 40K. Не само 40K, си игра и Fantasy Warhammer, recently почна Infinity да се игра, што сум многу среќен заради тоа. Infinity е сосема друг вид на wargame, не е од Games Workshop, нема врска со Warhammer 40K, ама е sci-fi. Многу добро. Абе, игрине на PlayStation што ги гледам нешто Warhammer има и Чекај бе, сега има има да прашам. многу, Значи да. чекај мата, чекај. Има еден куп. Значи, Рики, кажи ми како е поделен целиот Warhammer универзум аспект на игри. 40K, Така. има видео игри, Има, да. што све има? Што она? све нема. Што све нема, Што така све тоа е нема. правилното. Значи има игриве што се нели за таблтоп.
Добра? Има role-playing games како Dungeons and Dragons што се. Има и за 40K, има и за Age of Sigmar, има и за стариот фентези, има и за Horus Heresy, за све. Има видеоигри, има стрипови, почнаа се и филмови да снимаат. Хенри Кавил. Хенри Кавил ќе снима Ќе серија снима, со да. Amazon, нели подржана од Games Workshop, ама самите Games Workshop отворија стриминг сервис, се вика Warhammer Plus, и они си прават нивни серии, нивни анимации. Чекај, постои тоа? Да, како Што збориш, бе? Јако. Добри им се. Мислам, кога почнаја... Анимирани? Да. Кога почна не беа баш нешто мислам квалитетот на анимацијата. Приказните се тие, пошто сами си игра. Анимацијата малце беше кланки, ама сега последниве неколку што ги извадија. Топ. Како си даваш палец за Хенри Кевил за Warhammer? Хенри Кевил, тоа што го имам гледано од интервјуа негови све, огромен фан. Во него имам доверба. Amazon во продукција? Нешто, што направи со утре. После Fallout можеби. Пошто Fallout мене многу Абе, ми и се бој се на Амазон, така? Да, бе, да. Да, и бој се на Amazon. Да. Ама Rings of Power. Rings of Power, ја уште ја немам гледано. Нема потреба да ја гледаш. Зашто? Нема- Зашто да си го трошиш Нема времето? тоа е најлојот одговор. Нема потреба. Зашто си го трошиш времето на тоа? Пушти си ги филмовите Lord of the Rings. Па добро, тие 100 пати ги имам гледано, ама сакав нешто така малце. Не, веруј. Не? Многу е лошо. Ќе ти умираат мозочни клетки за џабе. Ма таа е што. Добро. Ревјуто Добро, се нема. опитав за джич. Апсолутно. Тоа е едно од најчитаните текстови на GG искрено. Не бе, Баш ми е мило што- ќе си ја пуштам на она, као си викаше бе брат. На стремио. Кратко бе, на 10 минути и 15, све што ти кажа. Рикеп. А ти Да. со рикепс. Најубаво. Бам, бам. Ти умре помаца музични. Да помалце мозочни клетки ти умрат, ама ќе Ама, преживееш. само. добро, не, па нешто да умре, да се некој обрт да Да, има. некој да умре така. Не, тоа беше сквернавање. Чекај, што е лошото во серијата? Приказната, Значи, глумата, карактерите. начинот на кој што го прават пейсингот на приказната. Океј, има добри кадри. Има добри кадри, ама костимите се исто катастрофа. Че кога се појавуваат нуменорци не со оклопот, од пластика направени, на шлемовите Да. кои... Power Rangers, брат, Николодион. Ужас беше тоа. Што збори за... Диалогот е за- катастрофа. За кој, чекај, за кој... За Rings of Power. Добро, за орките? И орките и хуманите, све беше Посебно лошо. Humanity ово. Елс беа. Штета. Не, во ствари Елс не. Пластика бе, пластика га. Катастрофа. Ле. Гледал Power Rangers на Јас Николодион. Да бе, брат, Power Не, Rangers. Јас секогаш дам еден пример кој ќе прави. Абе, Rings of Power добар ли? Сега ти кажам кога е добар. Го прашува мала Галадриел, глупости, братие, зашто каменот тоне, а бродот плови? Овој одговара, каменот тоне зашто гледа надолу, ама бродот плови зашто гледа нагоре. До толку е лошо. Ме разбираш? До толку е Fucking лошо. shit. Значи, да не гледам. Океј. Да, бата ли Rings of Power? Не бе, па Било. Fallout ќе си гледам. Fallout беше... Ја пуштив Не, многу на се неколку пати. Ја заспав, не дека де лошо или нешто, уморен, нема везе, ја заспав. Ама стајана ми е, тај Шогун ми е се стајани Шогун се излезе. Вчера ја wishlist. гледавме шоу. Вчера излезе последна или како беше? Последно вчера. Па значи почна можам да Партали. да ја гледам добро, Одлично. окей. Одлично. Интересно кај Fallout е сите многу се напалија на игрите после серијата. Да. Посебно на лоша на ММО-то Fallout 76-ка. Шеска глупости. Милиони играчи Да. има моментално. Најголем пик е, не знам, 50.000 на онака. Steam баш вчера мислам нешто читав на Steam, да, нешто така како 50.000 играчи. Сум како вау, окей. Тоа е в пикот. Да. А сега после серијата милионче, а кога излезе никој не ја сакаше. Тоа ти е Да. Fallout, ама и ММО. Као WoW, ама полош. Полош. Не можам бе брат, тие. Нема, не си за... Не се замари со шестмицата, стварно нема Опа. потреба. Чичко Пецо донесе водичка. Браво. Ајде, овде чекам, ал се Ајде да се видиш бе Пецо. Браво. Ќе правиме промоција на другиот подкаст што мов. На колегите бе што? Ево, аха. Фала ти. Ама војца, На колега, војца. фала. Ти немаш водица? Сега ќе ми донесат мене. Си гледаш. Муабетот ми е што правев ствари За Fallout. За Fallout. А пази ги имаш кецот и двојката Fallout. Ама Ако чека, се тие се постари- стари, така? Да, ама се многу добри. Изометрик RPG, Тие онака се птичја класична перспектива. RPG, ептен. Браво, И после тоа ја имаш тројката. 30. Значи, бака, ја Fallout немав многу играно предходно.
сум заглавил кога е требало да играм Fallout, јас сум играл World of Warcraft и такви некои ствари. И Како сите други? да. И recently кога излезе нели серијал, ја го гледаме дома и сме како вау, жена ми има игра на Fallout. Ја не. И гледам и сум како ќе ова е супер и се распрашав по другари, гајс, ајде кажете ми што да си ми имам што да играм и сите вега тројката и после имаш уште некој тројка, ама и четворка. И New Vegas тука нека. Да, New Vegas тачно. И сега поше попустот на Steam излезе и ја Сите купување да. Абе, чекај малце, тоа не е first person shooter? вака на Bethesda е, што значи дека е и first person shooter и third person shooter. Значи можам да си менјам ја, дали сакам да менјаш, да. Ја на пример имам дај, motion ќе ја sickness. играм. Ја имам motion sickness. Ја многу слабо стојам со first person shooter. Doom, што ми е една од омилените франшизи, поише од пола сат не можам. Нема, тоа ако имаш Да. motion sickness не се игра. А VR нема шанси, освен Beat Saber, VR. Зиг. Да. Што ми е криво, значи, знаеш колку 40K игри има за VR? Пошто е најболje. Да. VR, Да. значи, тоа кога промовира никој не го разбира. VR не е за правиш, не знам, и за Beat Saber е добро. VR е добро, братце. Ке си земаш ќе си земаш, не, мали армијички, симулаторчиња. А, и Армијичка, тоа, вака, да, така, и тоа е онака, многу добро ба, за тоа, да. само јадеш ти свиња една. Армијички. Јас сум крив. Рике, Али да. еднаш те прашав, брат, да ме внесеш у светот на Warhammer. И ти почна, брат, да ми И објаснуваш. ти објаснував. Ми објаснуваш, И ми се вика- заборави. Ми викаш, има едно книгишта. Да. Може ли малку поише да ми да, и мене, ами на гледачите ми објасни, да На ми објасни мене шо? Океј. колку Шо има сум ја? прича. Јадам, не шапам, да не ми објаснуваат мене. Многу огромна е приказната. Мислам, огромни се двете приказни. Зашто како што реков, нели, вака. Warhammer има две франшизи. Едната е епска фантастика, другата е science fantasy. Science fantasy кога велам, за тие што не знаат, science fantasy е на пример Star Wars, кај што имаш science fiction, ама и елементи од епска фантастика, малку поше митологија, мистицизам, магија и такви ствари. Warhammer 40,000 е science fantasy реално, многу поише од колку што е science fiction. И тоа се два поделени универзуми кои што се многу слабо поврзани меѓу себе. Многу малку сегменти ги поврзуваат. А ја обично космологијата која објаснувам велам вака. Од една страна е фентези Warhammer, во средината е The Realm of Chaos или The Realm of Magic, или како што у 40K го викаат The Warp, и од другата страна е 40,000. Значи, ова е највеик што можем да ви го опишам, и во многу мал број на книги има спојки. Многу малку. Значи, и тоа она се опишува како, еве, знаеш, кога влегов во Realm of Magic, сретнав менен воин таму у сребрен арма, и се тој што читал, ќе предпостави дека се работи за Калдор Драйго од Grey Knights од 40K. А овие се Elves, Humans, Dwarfs кои што влегле од фентези. Генерално, тие се двете франшизи кои што ги тераат. Сега, од тие две па се поделени на две. Едната е во минатото, другата е во сегашноста. Значи, под наводници велиме сегашноста. Age of Sigmar и Warhammer 40,000 или 40K, или како што го викаме, се сегашноста. Додека Warhammer The Old World и Warhammer The Horus Heresy се во минатото. И објаснуваат некои евенти, некои случаи кои што се директно поврзани со тоа што се случува подоцна во, пак е направам под наводници, сегашноста. Многу е голема приказната, огромна е. За која да почнеме? 40K или Age of Sigmar? Не, брат. Не, да почнеме од кај да почнеме вака, ние. ај вака. Ние од кај да почнеме. Вие? Од фигури купување, брат. Да, обично така оди. Одиш на Games Workshop, и овие ми се свиѓаат. И после одиш на една Википедија што се вика Лексиканум и пишуваш, не знам, ми се свиѓаат Space Marines, тресам. Space Marines, enter и ти отвара информации за Space Marines. И како читаш, има на affiliate links и само нов тап. И сваќаш дека имаш поминато 5-6 сати читање лор, се навлегуваш на тоа, се навлечеш, нема шанси да не се навлечеш. Фантастично е направено. Што прават Games Workshop? Games Workshop се и најоригиналниот и најнеоригиналниот креатор на светови. Зошто? Затоа што крадат од се Себе на мене? митологија. Права да те Избега, бе. Побрава. Так, отиде таму да иди кај Крадат фуковци на од митологија, скрисото. крадат од литература, крадат од секојдневни случувања, крадат од филмови, значи од кај све не земаат. И тоа така го прават еден амалгам и толку добро
звучи и изгледа кога ги читаш тие приказни се епски и моćни карактери се едноставно нема шанси да не го засакаш. Лудница. Мичо бе се навлече цел, знаеш? Да. Мичо има неколку купено, мислам, повеќе кутии он за и Space Marines, Да, и- Aliens, све. Почна да ги бои, ги обаи и толку. Па нема И време си го да човекот игра. за играње, реално, брат. 300 ствари преуше. Тоа е. Warhammer да игра. Време бе. сака. Значи ова сака стварно му се посетиш. Време. Како не да, бе. Види го ти ова за да го нацрташ колку да го обоиш, Ајде се колку тоа што време го ти зеде да ти треба. кажам интересен факт. Таа фигура не можеш никаде да ја купиш воопшто. Затоа што таа фигура е склопена од 3-4 фигури сум направил една. И тоа во хобиво го викаме китбешинг или конверзација. Трансмог. Вов. Па да, на некој начин може и така да се каже. Кажи у камерата. Добро, бро, чекај малце, стај. Ајде. Кај, ево. Ајде, Пецо. Не, добар само Иди на свртја таа ти. камера, нека биде на на тебе, ова. да. Не мора да вртиш, Пецо, не мора. Ако ете на таа. Ево. Тоа е од Dark Angels, Interrogator Chaplin од Terminator Armor и тоа сум јас. Таа фигура мене ме представува. Тоа ми е Ја држам урад. да. Тоа е нешто што треба ја ете како ја би изгледал кога би бил у тој универзум. Добро е, брат. Како ги не ми е јасно толку тенки Четки има Четки тенки кои има. игли. Кои игли. Абе, 0, тројна, 0, 10-та, 0. ни беше на гости овој, кажу, Ружбраш. Јане би бил. Руж браш, Јане Јане. и Кире би беше. А, Да. На Кире колку му нарачуваме 3 принтови. Ама тоа за една друга игра, не за мислам ја барем не за Форди, за друга игра. И Брат ми него особено му го нарачува. прашував тоа е истото. Како имате живци, човече? А види, мене ова ме одмара. Значи ја пребива да го правам отколку да спијам. Ја знаеш како, ја имам таа среќа да Чекај, и ова ти е кондишн. цртано овде или ова ти е стикер? Лепенка е тоа. А, добро. Лепенка. Некои работи се лепенки. Али ја имам таа среќа да имам инсомнија и мене не ми треба многу многу. спиење. 4 сати, 5 максимум, топ сум. И ја некогаш ми се случува да комплетно да забегам на вечер, да почнам да бојам и се освестам више се разденило и не спијам. Поише ме одмара од спиење. Мене. Значи зборам за мене. Може би што ја кажам, мада звучи глупо, али рече читки како игли. Да. Подсеќа маце на тетовирање, буквално толку. не. Не, сакам да кажам, моментот на деталите толку мали да ги фатиш. Абе, знаеш како, на различен материјал боиш. Друго е Да, кожа, сакам нели, да кажам, друго е, ама перцепцијата која што добиваш Може до би. малите детали, за тоа зборам. може би, пошто Ја немам би немам мислам. тетовирано, не знам, ама мене ме одмара, мене ми е супер. И мислам и баш на предизвик ми е да ги погодам баш мали детали, па да им ставам, ние го викаме тоа highlighting, значи кога ставаш малце појака боја, посветло, правиш градиент. Пошто вие се премногу мали модели и сега некои од деталите не можеш да ги видиш, кога ќе ги поставиш вака на маса кога играш, не можеш да ги видиш, Не мора да можеш, ги да, истакнеш. да. Сенки да ставиш, негде потемно, некаде посветло. Шейдери, едно Да, друго. шейдери такви ствари. Кога ќе ставиш на маса и дури од далеку кога го гледаш му се изразуваат многу јако деталите. Например, Тоа е еве тоа. ова ти што ви се рекува, Да, ја. да го ставиш таму, пак деталот Се на, гледа, да. на фацата, знамето. Тоа не бе, брат, ви ги ова каменчињава Тоа само горе. ти кажам, тоа збориме. Овде, да, доле крвта, брат, ви иде од глава крв им овде. Не, брат, ја ова Мераке, не ќе... знам, мераке. Но мене барем ми е Ќе почнеме, преубаво. ќе купиме, ќе тоест го најдевме човекот да не научи, ќе Не, бориме. со проблем, него за тоа D&D, сакам. брат, ти кажам. Добро, брат, па D&D ќе направиме. D&D, брат. D&D, D&D Warhammer. правиме, брат, Слободно. учетми со друштво и играт у Слободно. Австралија D&D и имаат Супер. огромна маса, брат, и тоа 3D е. принтери имаат О, и браво, си браво, принтаат, браво, си прават, му викам шо пресја, абе на вратичка ми требаше за со друштво што играме, треба да пројдеме низ вратата и ја принтам сега, па гледам Вратата. нешто да ја обојам, па дали е големината добра, па ово. Викам, ля. Не, многу е добра. Па добро и ние играме со фигури со такви ствари. Рики, Мераке. со Warhammer од кај да почнеме, брат? Тоа е многу ме Да интересира. почнете да играте или да почнете За со прича. Приказна да ви Приказната кажав, почнете. лексиканум. Значи одиш на лексиканум, прво одиш на главниот сајт на Games Workshop, кај што ги продаваат работите, инаку праќаат и тука во Македонија, значи може да порачаш од нив. Ала, бог. Ама шипингот е прескап, така да има начини. Шипингот ти е дупло, Шипингот колку... 15 фунти. 15 фунти фиксна. А колку се овие?
скапичка работа. Ева. 15 фунти Знаат за да ова, бидат па- и по 50 евра складат 5 Па модели. 15, нека ја годидаме. А базикот за да почнеш? За да почнеш ти треба околу 70-80 евра. И знаеш една интересното, постојат едни кути што ги викаат Combat Patrols. Најдоброто е што сега во 10-та едиција извадија и посебен мод за играње. Значи ти го имаш Warhammer 40,000 10th edition и Warhammer 40,000, збориме значи за ова, Combat Patrol. Посебен модер, малце попрости правила, не е до толку сложено за да можеш да почнеш да играш. И доброто е што тие што се кутиите Combat Patrols, буквално како ти е армијата направена во кутијата, вадиш, склопуваш, боиш и одма можеш да играш. Затоа што овие армии ние технички ги пишуваме во листа. Army building мене ми е тоа еден од омилените дела, значи да најдам комбинации како да си ја склопам армијата за да можам да играм кој со кој юнит, кој херој на кој им дава екстра бафови и такви ствари. Така да принципот е на база на поени. Секој модел што го гледате, опрема сето, кошта одреден број на поени. И сега така го правиме балансот на некој начин. Ке се договориме, кај нас на пример најчесто најмногу се игра на 1000 поени. Така. Зашто? Затоа што не е ни премногу, не е ни премалку, доволно е. Тамане. Да, 2,5-3 са, некојаш и 4. Изигруеме супер топ си бегаме. И како брате сега овој не, Добро. овој си го измислил ти, така? Вака, не фигура. по правила си постои он. Јас само сум направил од различни делови од други фигури да склопам една, ама по правила ми е како што си пишува по книга. Аха, Значи, не ја е- мислев дека ти си го Абе, као Јачи од можеш, судбина. не, види, можеш и тоа да го направиш, се зависи, например, кај нас можеш слободно да направиш ти каква сакаш фигура, да не ти се поклопува со правилата со кои што играш, никој нема да ти прави проблем, а на официјални турнири да речеме. Добро, светски, тоа- таму ќе ти речат не дечко, што пишува во листата, тоа да ти Тоа. биде на самата фигура. Или ќе те Или нема да играш. Чекај, ти сега со ова можеш да играш на официјално? Да, со таа може. Затоа што сите делови од фигурата се од Games Workshop направени. Ако се од други фигури, сите делови се од Games Workshop направени и опремата што ја има ми е by the book. И Аха. можам слободно да го играм без никаков проблем. Базата исто е погодена затоа што и базата има голема улога. Може доле? Да. Секоја фигура си пишува каква големина на база. Тоа е многу битно ради мерењето. Зашто на пример Лајонел Џонсон има поголема база. Кога мериме, многу ми е полесно него да го погодам кога треба да пукаат у него, отколку на пример у чепленот. Зашто он Зашо? има помала база, не може да стигне, подалеку е. Ако земеш, гледај разлика. Да, тоа и Така, ова. Или на пример ако го тоа е диорама за да душе, више не е исто растојанието е поголемо. врати бец. Да. После ќе објасниме за метро. Не е исто растојанието. Многу е битно. Со Океј, ова ти не можеш ова да не играш. можеш да играш зашто е диорама, ама ако го извадам, тогаш можам. Пошто се вади, овој модел Да. се вади од диорамата, тогаш можам. Кажи ми, сакам да почнам. Чекај брат. Сакам да почнам. Може ли да купам све и да ти дам да ми изброиш, да ми направиш Може. се и да ми кажеш, еве Може. ти ја на полица Да, си ги ставам. може, затоа што ја и Фала. тоа го Тоа правев. Друго сакам да го правев, почнам, го правев, ја бојам за пари, ама Commissions ги затворив у јануари, што не можам да постигнам. Имав многу нарачки, завршив што имаше од нарачките, избоив све, луѓето ми платија супер. Ме вика, дечки, ја затварам Commissions, дори не ги обојам овие моиве, зашто имам ми се натокали еден куп кутии што уште ги немам почнато ни скопано, Немам ни бои обојано, толку. почнам, немам време. Боев за други и ајде сега ми останаа моиве. Ајде викам да малце пауза да направам од Commissions за да можам моева да стредам. Кој ќе стредам моеве, пак ќе отворам Commissions, пак ќе бојам за пари, не е проблем. Ајде може. Сакам да почнам. Окей. Што купувам прво? Combat Patrol. Комбат патрол, што добивам комбат патрол? Combat Patrol добиваш склопена армија со еден херој или керактер, како што ги викаме. Troops, во некој има возила, во некој нема, зависи од плейстайлот на самата армија. И тоа е тоа. И ти веќе и плюс и правила, имаш фри правила за конкретната армија, за конкретниот Combat Patrol. Фри се и basic rules и можеш да почнеш да играш. Инаку за ова збориме значи за Combat Patrol. Така.
За големата Warhammer, за она the real deal, треба малце поише. Малце Малце поише поише. армија. Да. Малце Малку поише малку армија. појќе, Малце, да. Пошто Малку ти треба појќе, книги, Аха. кои што се наоѓаат по некои Yarhar канали. И да. И ти треба и поише овакво поише модели плюс апликацијата што е официјалната од Games Workshop. Они така го направија, вака, функционира Basic Rulebook, кај што ти се општите правила за играта и секоја армија си има свој така наречен кодекс. Што се екстра правилата специјално само за армијата што ја играш. И во кодексите од пред една едиција почна да ставаат едни кодови, тој код си го скенираш и во нивната официјална апликација цела армија ти е отворена, можеш да си креираш армии, да си пишуваш листи и така натаму. Колку е Combat Patrol. колку е добар изборот на армии за Combat Patrol? Зависи. Добро. Зависи. Искрено, некои Combat Patrol се многу добри, ги гледаш и си како, ова е супер, некои за жал не се. За Ама види, извини, оѓе што те прекинам. Значи, за почеток не те интересира тоа. За да научиш да играш, за да почнеш, не те интересира, ова е подобро или ова е полоша. Се едно ти. Не, мене ми е питно што е најдобро за да го победам Моги. брат, Овој не можеш да шоги. ме тепаш мене, Значи, као да сакам ти јас кажам. огнен да го победам у Сакаш армија. да го победиш? Добро. Колку ќе ме кошта тоа? Види, 2 комбат патрола. Сега Оги, например, не знам, ќе земе... Кој беше лош комбат патрол? Ја ќе оземаме овој и Не може ова, тој ќе да и го Джонсон, земе. брат. Лајонел Джонсон. И ова. Добро, правилата можам му да беа- ги ставам ови у еден тим. Ти Да, можеш апсолутно. Фродо да го земаш, брат, ја ќе Апсолутно. ја ќе да тебам со овој. Чекај, Он му е прогенитор на него. Значи, он е каподи тути капи на Dark Angels Значи, песмарец кој што ова е јас ги ако- играм. Овој не е за тебе. Чекај малце. Ама Само пажливо, пажливо, како- пажливо, за да пажливо. Не бе, вака го држам бе, брат. Не. Да. без веќе. Yeah. Едно прашање. Како да знам што армија да земам? Дали Е, има ли како да знаеш? орки, humans? тоа прво ми да, беше да. се напрашање. Како да знам која армија да ја Сега земам? ќе ти кажам, многу интересно, ја имам еден прашалник кој што им го поставам на сите кои што сакаат да почнат Што сакаш? и никош до сега немам утната. Еве, окей, збориме се моментално за 40K, ајде ќе речеме дека сакате да играте нешто од 40K. Инаку први што секогаш ги прашам, што први гледал, Star Wars или Lord of the Rings? Lord of the Rings. Lord of the Играш Rings. Age of Sigmar. 40K го забораваме, го бришеш цела игра. Играш Age of Sigmar. Тоа е фентезито што е како вако како Lord of the Rings. Или играш Warhammer The Old World. Можеш и тоа. Две опции се за фентези. И сега идеме дале. Good or Evil? Иво, секат Evil, Иво. окей. Не знам. Хорда, Не. секат хорда. Хорда. Не, бе. Чекај, уште многу боле прашање. Имаш WoW играно? Што играше? Што карактер играше? Нонстоп хорда, Хорда. Готово. орки, Готово. Iron Warrior. Jaws. Готово е Iron Jaws. ќе да те Ја не Iron сум ќе те играл скирам на со тоа. Айрон Iron Джонсон Jaws. против твојот стар Iron Jaws двор. се сите орки и се масивни, се крупни, се огромни, јават на огромни свињи, онакви со таски. Многу се јаки. Гледа, со свинчето ќе ти дојдам, ќе ти ја демолирам цела армија. Не знам ја. Ме праша good или evil. Да. Ма пази, вака, во секој Warhammer, ова секогаш го кажувам. Good е субјективно. Evil да, да. е апсолутно. Good за себе добар, за мојата фракција добар. yes, yes. Ама тие што се evil се стварно evil за сите. Good субјективно, evil апсолутно. Тоа е тоа. Со свинчето ќе ти. Не знам, за good ке идам. Да, со супер. свинчето ќе ти дојдам. Имаш многу. Сакаш луѓе, elves, dwarves. Elves ми се многу ме палеше овој како се каже Legolas Леголас. со трите леле и од увек сум сакал да Лага со шинјата. да идам на тренинг па пукање на стрела. Ларп треба да идеш. Ако ти е Леголас, Ама и Dwarf брат Оне. и џуџето ми е хако и Арагон ми е. Alright. Така е, така е. Не види, ако сакаш elves во Age of Sigmar имаш сега за сега 3 опции. Lumineth Realm Lords, они се онакви баш high elves. Као... Има ли ве као Fellowship of the Ring све уедно брат да имам? И Можеш, џуџе, и human, и elf. можеш, да, и постојат опции, ги викаат алијанси, зашто у принцип секоја армија си е најчесто фокусирана. Овие се elves,
овие се dwarfs, овие се humans, овие се orcs, овие се chaos evil humans, овие се demons и такви ствари. Меѓутоа постојат опции за формирање на така наречени алијанси, кај што некои едноставно функционираат добро ако се заедно, мада има посебни правила, на пример, не знам, да речеме, еве сега ќе малце парафразирам, у армија од 1000 поена, 200 може да ти бидат некакви allies. И има листа цела на тоа кои им се на тие allies. Не можеш баш она што сакам да лупнам, туку си има правила за кои што можеш да си ја направиш армијата. Ова е за Age of Sigmar. Од што се Значи, состои? алијансата моја брат што ќе ја направам, твоите орки да прасиња што Јас ја ќе ти дојдам свеќе знаеш да што имам да им направам, Значи, јас со моето прасенце. Има тоа прасињата за вечера ги ги врта тоа ака на ражен брат. Астерикс и Обеликс онака. Со јабука у уста брат има тако печат Не, дечко, у твоето дворче- фурда брат. Твоето дворче вака ќе го фатиме. Не, ти кажав брат. Ајде! Ти кажав. Дворфовите вака ќе им правам со тоа. Ќе видиш, ќе видиш. Ќе Види, видиме. најубаво е секогаш кога одбираш армија да ја одбереш врз база на какви ти се моделите. Ако ти се свиѓаат моделите, тоа е тоа. Тоа е твојата Така? армија. Да. Тоа е. Нема утка. Има голум, има армија. Има голум, да, ама тоа у Middle Earth, ама он е од Evil. Можеш да го имаш у армија, да. А да си имал негова армија? Како карактер, мислам не. Како голуми, Знаеш? Не, само еден. Еден е као карактер, као под наводници херој го рачунаат. И каков е бе, добар е за играње тој како одбираш одбираш дали карактерот е добар за играње или не. Имаш некоја листа Има, со да, статистики. атак толку, Да, дефенс статистики, толку, да. колку може да фрла, како може да фрла. Цела статистика. А ако кажеме овој може да фрла 20 инчи, така? Добро. Пример. И му мерам ја на ова. Да, и гледаш колку има напад, статистички. И го фаќам. овој можам да го истепам, така? Може би. Зашто? Па затоа што овој е High Marshal Чекам, Helbrecht, отсоства. главниот на Black Templars и обичен, добро, не е баш обичен Чеплин, ама е далеку појак од него. Ова е бос. Значи, ако го стигам, ако неговиот дефенс е по-јако од Така нешто, неговиот да, слично атак, функционира. Слично функционира. Вака оди секвенцата на напади. Значи кога се иначе сите Warhammeri се со обични коцки за јам. Оние 600 страни. Да. Значи сите функционираат на тој принцип. Секвенцата на напади оди вака, се фрлаат коцки прво за да видиш дали твојот модел ќе го погоди непријателот. Може и да промаши. И као се гледа? Статистика има. Значи си пишува, за да погоди му треба сите коцки да бидат 3 или над 3. И Аха. ролаш. Се што е 3 над 3 е Со погодено. една се игра или со две Ти коцки? кажува колку, неколку напади. Со има. коцки. Повеќе коцки. Значи, од кај да знаеме ние Пишува. Све колку пишува. коцки Све да... пишува. На почеток ти кажа. Колку коцки да земе еден сет. со Еден сет. Еден сет се 6. Сосема доволно. Не, поише има еден сет. Од 6 ките поише има. Тие у Гоблин знам ги продаваат, најверојатно уште има, мислам дека беа нешто како 20 на коцки во едно котивче. Аха, добро, Тоа ти тоа. се сосема доволни. Добро. Значи, И на си почеток пишува мога ти статистика. кажа. Секаде, кога играш, си ги носиш книгите. Да. И у книгите Да, ти да, пише. не. Или книги, Муабетот или ми да. беше за коцките, за колку коцки се носат сет ти е као... сосема доволно. Еден сет ти е сосема доволно, немаш проблем. Добро, и сега да кажеме и... И велиш, оке, он го напаѓа него. И се гледам, споредуваме статистика. Се гледа неговиот број на напади и се гледа вредноста која што треба да ја погоди за да му биде успешен напад. Пример, најчесто кај Space Marine CV е 3+, го викаме. Тоа значи дека треба да свртиш 3 или над 3 за да биде успешно. Секој кец и секоја двојка ти се мис. После тоа, треба да видиш дали ударот доволно јак, пошто он може да го погоди. Ој, ако е некој набавнат, ако е некој јак, Да. тинк од него и ќе оде. Тоа се гледа, споредбена статистика е таа, гледаме колку е голема јачината на оружјето на моделот што напаѓа и кој е тафнесот или јачината, тоест издржливоста на самиот модел. И кога тоа ќе помине, ако успее и тоа да го пробие, на крај противникот фрла коцка за да види дали оклопот ќе издржи. Што Аха. може и оклопот да му го проби. И демеджот најчесто е фиксен. Прави 2 демидж нападот и тоа е тоа. Оке, уште едно прашање. На ваква на Game Fest,
Нешто гледавте брат, вака нешто Да, правевте. да. Шо е Line тоа, of sight, брат? значи мора да имаш line of sight, значи мора за да успее нападот да се гледаат меѓу себе. Ако малце се гледаат, сега овој Нема шанси да не погоди. го гледа. Да, ама А ако е му вака, оставиш- така, најверојатно ќе сега, може да го погоди. Сега постојат правила што се викаат cover. Значи он ќе добие бонуси на неговиот дефенс поради тоа што е малце зацкриен. Ама и тоа треба да има, на пример, треба да биде у близина на 3 инча на обстикалот и така на. А ги мрдаме ли сега, ја пример овој, ако ми е вака, да речем, Можеш да го- можам ли овој да го мрдам Секако, овде? да. Затоа што Што со коцки во со фази. со- Не, они си имаат посебна статистика и си кажува, на пример, најчесто Space Marine се движат со 6 инчи и си мериш комариот, земаш од базата на моделот, го придвижувам 6 инчи и тоа е тоа. Каде сакам? Каде сакаш. Буквално каде сакаш. Аха, значи ако ми е овде да речеме Сакаш да оди до таму? 6 инчи ми е овде. Да, сега, со тоа што до базата овде треба се не, гледа со- или до средина? Напред. До овде. Напред. До Не до овде. таму. Кога мериш, Ке научите брат. кажам. Дај. Не. Кога Треба мериш, да гледаш се текно. пример. Сакам да го придвижам Лајонел Џонсон. Ова е начинот на придвижење. Доаѓам до тука, до фронтот на базата и тоа е тоа. Има фази како се игра, значи прва фаза се вика command phase. Тоа е кога собираш едни така наречени command points, затоа што има екстра правила како ресурс. За да ги користиш тие некои special abilities, како мана, знаеш, така, тоест кога би било, не знам, у фентези, за да може да ги користиш тие special abilities, акумулираш command points и најчесто тој така наречен command phase тоа е, акумулирање на command points. Па иде movement phase, кај што ги движиш сите единици, одеднаш. Сите се движат. Таму јас сум најак. Па иде shooting phase, кај што сите пукаат и после тоа е close combat, односно charge и assault. И на крај кога завршува се, кој умрел, кој не умрел и после повторно оди command phase, со тоа што у command phase исто така се рола нешто што се вика морал. Значи единициве може и моралот да им падне. Губат многу работи тогаш. Порано во 10-та едиција сега само губат ствари. Порано во постариви едиции можеш и да ти избега цел юнит. Брекне морал, бега, толку. Пепел. Да. Твоите. Твоите. Као неќема се борам више. Да, буквално онака као примиле многу жртви имаат дадено и сега оке овие другиве се преаки, штрафта да ги нема. Вадење тоа емблемите. Чао. Леле. Ама го тргнаа тоа правило, се од 10 едиција не. Ама има минуси, пак има минуси, на пример, овие што ги кажав стратеџемиве специјалниве правила, ако брекне морал, ако нема, не можеш да му дадеш стратеџем, не може objectives да држи, пошто играва се победува со victory points, а victory points се земаат со остварување на objectives. Сега ако брекне морал, не може objective да фати, не може да држи, не можеш да акумулираш victory points, си има све свое. Кажи ми, кажуваше армиите по едни 1000, по едни 2000, по едни, тоа е значи колкава ти е армијата и со што Да. се состои? Да. За почеток, колкава армија можеш да имаш и колку поени ти треба? За почеток, пак ќе речам, тие така наречените Combat Patrols. Combat Patrols се... нема гали. Combat Patrols, барем од Games Workshop велат дека се околу 500 поени. И 500 поени е најчесто на најмалото што ти прави да ти биде интересно. Ти можеш и на 100 да играш, не е проблем. Ова е еден херој и еден юнит, толку. Океј, ама не е тоа. 500 е она најдобро за почињање, зашто имаш херој, имаш трупс, можеш да имаш и по некој тенк или по некој war machine, ако играш у фентези, монстер и такви ствари. Аха, значи, чекај, едно најобично, најмало е поенче. Да. А на- Секој модел си кошта Точно. одреден број на Овој, поени. например, колку кошта? Твојов. Тоест, ти колку Околу кошта? 75 поени кошташе. И ако го Сега ќе ви кажам одма. и ако го истепам, овој ќе добиам 75 поени. Не, ако го истепаш, си ми крипелнал армијата затоа што он дава бафови на моите и кога ќе го убиеш него, ги нема тие бафови. И Проблеме, да, проблеме. На геймот Значи ја тебе ќе те решам. не може моите орки Абе, не се може, бабачковци. да, Ти ќе ми играш со кажеш мене дали Фродо и може? со жуџиња. Дали може или не може? Ти мислиш дека ќе ми кажеш со мене. Леголас ќе ме пробуеш Сери, бе, мене и дечко. моите орки. Еве го тоа што ви го Си викам, дека гледал не мора Lord да of памтите the ништо. Rings?
Ама таму доброто победува, кај мене Да, лошо па, да ги победи. о, Дечко, ќе видиш бе, ќе видиш кога ги Ке обои. победи, ке Ќе победи. победи, ќе ти обојаме на армија. Ова е тоа што ви го викав, не мора да памтите ништо, отварам апликација, одма Так. ќе ви кажам. Не. Кажи ми на Game Ај 75 поена. на тоа е. Game Fest за колку си играше, за колку поени? 500. 500. И на Е, првиот Те турнир и на помоги. вториот турнир се играа 500. Кораш лакам овде. Али ја многу би сакал да стигнеме до тоа на илјадарки да играме. Тоа е Илјадарки. маса на толкава. Од прилика е, сега можам у фит да ги кажам, од прилика е околу 40 на 60 инчи, така нешто. Кога поч... Од прилика. Сега ми текне кога кажав Да, маса. големи маси се. Си играл на специјални терени. Пожелна. Пожелно. Да, пожелна. Може буквално и на ова да се игра. Ова е снег. А со дупка Ова е у со средина? Па дупкава ќе Мозбе? ќе идат преку. Има Unity што лета, а може да ја прескокне. Може мост ке ставим. И Е, моста. чекај, мост Ова да ќе биде направиме. терен, Мост. стриповите се терени, не Ај, е проблем, еве го line мост. of sight Ајде. и да. И ова е друго е лава, Не да Боже вода. ако падне доле, Соник ќе ги најде. Соник. Уште се тука Сони, само да знаеш, смо Сони Марвел таму ти се. Сони. Дај сега го капчето, дај капчето. Дегај. Тоа што не ти го закопав капчето, после ќе ти го закопав. Вака сега, значи, кога дојде ти, кога го виде стрипов, Не, чекај, уште маца за Ворхема. Имам уште неколку прашања, плиз. Стигне ми до Айвармен, нема. Терен. Да. Многу ми е јако што имате како се кажа мушами, А, да. мушамчиња, Да, па да изгледа малку по-така. мушамчиња терен, но на теренот има и зградички, Да. базички. Тие функционираат Функционираат Многу. игра, да. Како што чашава, на пример, замисли се дека е некоја кула. Дали можеш да видиш низ неа, дали не можеш да видиш, дали тие што се до неа имаат руини, во руините може да влегуваат юнитите, значи и таму добиваат екстра дефенс, подобро се кријат, имаат скаути со снајпери со камоклок се камуфлираат внатре, па минуси имаш на твојот напад и све тоа. снайпери ки имаат. Многу ја. ајде, орки со снайпери. Пао! Е, Бега, бе, орки со дечко. снайпери е многу јака работа. А чекај, тоа има. 40K, вака, во Warhammer 40K е замисли фентези, со орки, со елфои, со джуджиња, со демони, со све, Добре. ама science fiction. Не бе, ние ќе го играме тоа Old Age of како Submarine или Old World. А, Тоа е ќе го играме. класичен фентези. И ќе влагаме у ова, ја ќе си влезам со легалос и со стрелите, Дечко, брат. Пинг, дечко, пинг, моите одгоре, орки со вака. снайпер. Пао, бе, немаш снайпер, бе, немаш снайпер, бе, брат. Моите Немаш орки- снайпер. моите Немаш, орки- шо ќе- прави? ќе окупам, бе. Немаш снайпер. Моите орки се ковачи у душа. Немаш од Моите кај да ковачи- окупиш. Шо ќе правиш? Ти си бил ли у Огримар да видиш како е? Сум бил, бе, брат. Не си бил. Топла. Топло. Топло, е, да. Не иде. Многу има за Warhammer, има многу Не, бе, за можем зборење. уште 5 сати да... Почнам сега и приказната да ви ја раскажам на Warhammer 40K. Колку книги има? Тоа е, многу. Многу така. Многу. Ти кој ми кажа книги. Преку 100 и нешто, сигурно. И тоа не се само новели книги. Стрипови, Така, така. артбукс, ова, она, премногу има. Али е многу јака приказна. И едната и друга, и фентезите, и 40K. Сакам лудница. нешто да почнам за да видам приказната дали ќе ме увлече. Шо да почнам? Вака, знаеш како, пробај да го најдеш. Има Вака, некоја... многу фанови па и него сакаат, ама ја го препорачувам зашто ти дава она basic чувство за што се работи. Обиди се на интернет, а ќе го најдеш сигурно, free е Ultramarines. Тоа е Шо е тоа? Серија? не, филмче мало е, анимирано, од пред неколку години, поддржано од Games Workshop, ама у глобала е онако fan-made проект. Аха. Се работи за за Ultramarines, конкретно, Space Marines против Chaos Space Marines. И види како ќе ти се свига естетиката. Многу фанови него сакаат зашто малку лорот го брейка, малку. Ама што знам, мене искрено ми беше супер. Ти може да почнеш со игрите искрено. Да, actually, Space Marines почни. почни со Space Marine, првата. Чекај со игрите, PlayStation. Да. PlayStation. Двојката И искача. шо Двојката тикна треба и- тоа прво да иска. шо- Све има стратегии, има Ја многу интересна шутери, новост има за- све има. Све, Имам- сайд скролери има све. Има интересна вест за двојката што се деша у Македонија, ама ради НДС ќе ја кажеме позади камера. Позади камери, така. Space Marines почна. Space Marine. Почни Space Marine. Играш со еден карактер кој што е Space Marine и е third person shooter. И имаш Одма ќе идеме на- наплив на орки, на демони. Не, ни скапал, ја имам.
Па не, поприлично е стара, така да падната е цената. Чека двојкава годинава треба да излезе. Или најубава така. Почекај, двојка, болја графика, све. Многу игри има, многу. Кое ми кажа, извини? Space Marines. Space Marine, уеднина. Space Marine. Chaos Battle Show. Има многу. Ке ти кажеме после. Добро. Шо друго да правиме за Warhammer, премногу има. Многу Кажеме има, ако како се почнам да ви игра. раскажам, приказнава, ќе заглавиме многу. Ај вака, basic. Во Warhammer 40K. Добро. Значи се случува 40.000 години во иднината. Значи ова е far future. 40.000 41-иот 41-иот милениум. И слоганот гласи: In the grim darkness of the far future there is only war. Има еден извадок наскоро на постари книги многу го имаше и ти објаснува дека во далечната иднина нема прогрес, све е црно, све е мрачно, гримдарк е, цела галаксија завојувана, сите раси војуваат меѓу себе. Човештвото е најраспространета затоа што имаат формирано империја. Империјата е водена од императорот, кој што не е ни жив, не е ни мртов, и седи на така наречениот Golden Throne. Го има тој као фигура? Не можеш да го играш него, не. Што сакаш да ме тепаш со него? Не, тоа никош нема да види фигура, зашто тоа го ставаш на маса и победуваш. Нема ролање коцки, нема нито толку е Тој е паметно. Тито, брат. Тој е бог. Го сметаат за бог. И Чекај, Па добро бе. Го има како би фигура, не. изгледал. Да, слики има нормално. Не, мислам може да се игра. Као Не можеш да го Не, играш, ама можеш да го испринташ и дома Може си да го го чуваш. испринташ да си го чуваш, да. мислам не е легален у партија. Не. Тоа. Не, дека Али најаква, има брат. многу илустрации. Илустрациите се лудница. Илустрациите на хобива се лудница. Games Workshop даваат многу пари. Тоест, даваат многу пари. Улагаат у тоа да имаат стварно добар арт у книгите. Книги на Games Workshop се прекрасно нешто. Се мовам направен добар шадаут на Facebook групата. Воен Чекич. Воен Значи, Чекич. Ние си имаме наша Facebook група. Ни јас се сум, вика- сум член на групата, бе. Најверојатно. Воен Чекич. И имаме и Discord сервер. Исто се вика Воен Чекич. На кирилица е све напишано. Воен Чекич е најако има. Да. Чекај бе, моце. Така кога почињав јас, не кога почињав у 2000. Да бе, ова е, да. Да, главната. Член сум бе. Да. Колку души има? 180? И тоа ме интересираше. Колку е популарно хобиво у Македонија? И е и не. Многу популарно стана после последниот надпревар и после статиите на Джиджи. Статиите што ги пишувавме на Джиджи, Така? неколку луѓе што ми имаат придено, бе, ти си реки, да. Абе, знаеш, ти ги читав статиите, ме заинтересира. Не знаев дека има у Македонија тебе преку тебе, што, како, и мора да признам дека последниот година и пол имаме наплив на нови играчи, што стварно многу ме радува, зашто имаше еден период кај нас некако спласна, па не си играше толку многу. Јас се обидував максимално колку можам поише хобиво на грб да го носам. Значи напињав луѓе, ајде да играме, секоја фигура обоена пуштав слики. Се обидував да го државам живо, пошто имаше еден мртов период. И ја уште два-тројца другари, буквално ние бевме тие што игравме. И игравме известно време во Public Room. Ма сега, кога дознавме за Base 42, Base 42 не го менјаваме за ништо. Секоја сабота има. Ова се мини, извини. Тие се backpacks. Backpacks на Dark Eldari. Ранчиња? Да. Знам, ти ми имаше кажуване едно време, те прашам, као, се собирате или играте, ти ми викаш, брат, еднаш месечно ако се собереме, Помина тоа. тоа е онака лудница беше. Тоа ми се допира што е помината. Помина мртвиот Браво, период. браво, Добро, браво. имаме многу нови играчи. И мене тоа што ме радува е што има многу различни армии, знаеш. Не е она да се повторува, ај сите играме Space Marines или сите играме Orcs. Не, некој игра Dark Eldari, тоест друкари, како што ги вика. Да бе, стварно тоа Има- се повторуваат онака, имате некој? Неколку што се повторуваат, ама знаеш како? Па дури да се повторуваат, прво и основно пошто сам си ги боиш, сам си ги склапаш, пак армиите се различни. Плюс тоа, секој има свој плейстайл. Така да дури јас да играм Space Marines и противникот да игра Space Marines, ја ќе играм Dark Angels, противникот ќе игра не знам Ultramarines или може Iron Hands. Поделени се на повеќе sub-factions. И пак не, дури и истата фракција да играме поради тие sub-factions, различен геймплей, различен пристап, различни юнитс, многу е јако.
Ој, Ови се зе, напали. преак. Тоа е Инфернус Марин. Така. Да, тоа е Инфернус Марин. Ој, фле... Не бе. Не бе. Тоа е на другата, на Инфер- другата. Инфернус Марин. ој. Тие се понов юнит. Да, тие се- Со ваков како орка ќе ти дојдам ќе те запалам до темел ќе те. Седи бе, орко. Орко. Седи Миранда. Леле, ова е... Ше само едно прашање не е поврзано со Warhammer. Пред некој време зема Heroes and Might and Magic да. тројка board game или Што што е е тоа? тоа? Ау, да. Што е тоа? Вака, ја сум фанатик за Heroes of Might and Magic. А што е тоа? За карти не оние Magic? Не, Heroes Might and Magic е многу стара гейминг франшиза. Има се дели на две, се дели на Might and Magic и на Heroes of Might and Magic. Might and Magic е класичен D&D style role playing game, ама компјутерски. Или вака се дели на тројката и на И сите на све други. друго, На да, све да. друго. А Heroes of Might and Magic е стратегија на turn-based стратегија, значи ја, ти, Аха. со фаќање ресурси по мапи. И од преклани најавија едно полско студио, Arkon Studio, дека успеале да ги земат правата, кои што моментално ги држи Ubisoft, пошто 3D, да, Ubisoft ги држи. Да, знам. Ама 3D пошто више за жал не постои и правата ги зема Ubisoft пред многу години и успеале да им ги земат и прават шкляпен board си. games на Kickstarter и ја одма вака. Shut up and take my Колку money, беше? та немаше шанси. Мојот плеч беше нешто како $205, ама не земав Добро. 100% се. Оставив еден бокс, тој брат ми го порача, со артбук, треба да ни стигне. Инаку ја имам и YouTube канал за ова све и сега баш тоа ми е главна окупација, пуштам unboxings, шоукейс на модели и пейнтинг и сега на Heroes сум максимално посветен и земав и да ги бојам, сега ги почнав да ги бојам фигурите и многу јако. Пресреќен сум што направија. Искрено 200 за тоа Да, беше е многу окей. ситно Знаеш, онака. најинтересно мора да ви го кажам ова сега. Кога требаше да почнам со unboxing видео и седиме сопругата моја нормално, брат ми присутен. Нормален брат се, ми што исто. купуваш Ау глупости? не. Зашо? Ој, игра со него, бе, брат. Ау не. Да. Жена ми е поголем геймер од мене. Знам. Жена ми е поголем геймер од мене, си признам, значи фантастична личност е и она. И брат ми е огромен геймер. Двајцата се прекрасни. И седиме, брат ми беше кој, ова мора да и он е фанатик по Heroes. Ја кајде викам се ќе почнеме видеа да правам, unboxing ова. И си викам, ај што музика да ставам? И ми текна викам од играта од Heroes 3. Ама ми беше страф ради копирајт и брат ми, да пиши му вика на Пол Ентони Ромеро, а он е композиторот на музика на саундтрекот од играта. Да. Не бе му викам брат, сега ќе му пишувам на човек. Пиши му бе активен у комјунити. Ја, важи бе, ајде. Ја идење на Facebook, праќање friend request на човекот и му пишувам на private message, му викам, слушај, му викам, извини, дали Да, Македонија сум. нешто она. Типот ми врати истата вечер, беше како не треба, пошто мене ми беше треба ли нешто да платам, право. Ништо вика не треба, само вика кажи дека композиторот ти дозволил. Фала многу, супер, да, ја ги правам видеава, топ, го пуштам првото, убацувам музика од него и типот ми враќа voice message. Браво ми вика, топ, супер, ми се свиѓа енергијата што имаш на видео и згора на тоа кај него на Instagram promotion. На првото моје видео за Heroes. Ова знаеш како е у видеоигри Мијазаки брат да ти. Да бе, да, ти дозволи. јасно ми. Да. Да, Од прекрасно. 1000 евра И не е тука, не застанува тука приказано ова. Од Arkon Studio. Пошто ја кога го направив првиот херој, си го пуштив на Инстаграм и ги тагнав. Типците фичеринг праење на мене и на уште тројца, а мене прв онака, пошто првично го избавив од Кесел, пошто ја играм Кесел, Найт, витезот херојот, прв. Да видите нашето комјунити Half-Elf Paladin, така сум нели потпишан на интернет. Тоест на Инстаграм може ме најдете како долна црта Half-Elf Paladin, долна црта. Half-Elf Paladin прв, неговата фигура и после уште други тројца и нивните беа супер. А од друга страна, Games Workshop па ми имаат фичеринг направено до сега 7 пати на мои фигури. Ми имаше и на видео, Добре, брат, имаше на све. може ли некако да се организира кај нас или дали се организира на балканско ниво турнир или нешто така? Балканско Па да ниво- дојде некоја звезда
Не ги Знаеш дека знам на Лепа која Брена. се. на не, Лепа бе. Цеца, овде да им запен овце. ниво има во Србија. И се пријавувате или не се Ја пријавувате? обично не едам затоа што немам време се на турнири да одам мислам у странство, ама имаше дечки од кај нас што играја Warhammer Fantasy стариот, четворица, они одеа горе и играја на турнири, да. И како се резултати? Има до сега нешто освоено или? Да ти Златен кажам медал. искрено, Не ќе знаш. треба да ги прашаме. Мислам дека земаја некои награди нешто, ама не сум сигурен што точно. У тој период малце послабо ја следев таа сцена на Warhammer Fantasy, ама знам дека беа горе и играја и така. Вака Мојата се. армија која ќе те тебам Оставете тебе. со твојата Отирам со свињите, орките. Свињите. И јас со прес како Ајде да почнеме Сакам, со чамче му. Кога дојде ми го покажа ова овде вака. Да, Името. Макасиев. Тоа е И моето ја- презиме. Да. Опа. Тоа е моето презиме. Нема фокус на Манасиев. Манасиев пишува. И ја уствари појма немав дека ти уствари си имал дел Ја на нема појма истина ти ако не ми кажеш. Да. на ова чудо и ми кажа дека твоето е Две има. Мој едното е целосно моје, другото е парцијално. Значи ова секај што си отворен. Последно ова. ова. Да, цртежот е на Здравко Гиров, ама мастилото, инкингот е мој. А сценариото е на Давор Драмиќанин. Тоа знаем. Цртежот е на Здравко Гиров, јас го работев туширањето. Сега врти малку понатаму негде по на средина, тоа Вртевме, другото е вртевме. цел цртеж и туширање све мое, приказната нормално е на Давор. Што ви беа, мислам, и О. житра. Ето, да. Се обидов тука малку нешто да комбинирам манга со Пресметка. вестерн, со да. Се обидов да искомбинирам манга, вестерн, малку така, поише. Цел цртеж, све инк, све е тоа Како мое. е чувството бе брат? За Прекрасно, поред мене мислам дека Прекрасно. Ајвармен е одличен. Love it. Ironman ми е фаворит. да не Знаеш, кажам е врв интересно. во македонското. Гледај се, кога ќе отвориш на последното таму, последниот стрип, Мгм. да ги најдам баш да ти ги покажам. Една работа што мене многу ме израдува, кога ме контактираше Давор, вика ќе правиме Ironman, и вика ќе има лига на македонски суперхерои. Сега ја уште од многу оддавна, значи од како дете имав измислено еден мој суперхерој. Се вика Магнетрон, и пишав на Давор и му викам Давор, имаме на молба. Шо? Викам, може ли Магнетрон, викам, да направи кемио, викам, да биде дел од македонскиот суперхерој, вика, да, може. И еве го Магнетрон. Чекај, каде е? Тука, еве го, не знам дали се гледа, сега малку, нели поише. Не бе не се гледа од кај него Значи, добре. од овој е Македон, еве го Магнетрон, значи он е измислен од мене херој, и еве го тука на два пати. И еве го и тука, и Давор и здраве ме удостоија мој суперхерој македонски измислен, јас што сум го измислил, да се појави како... Македонскиот Магнито да се Технички да, само имам цел бекстори за него, значи имам развиена цела приказна за него. Ама Треба баш треба као- седнам да го баш развијам као- малце. Као магнито е. А инспирација ми беше Магнетмен од Мегамен. окей. Да, од Мегамен. Окей. Од Мегамен. Зашто Мегамен е оваа пет прича не си продолжи да кажеме, ја сега се прашувам тоа. Давор и Друг Игор стрип, ви друг беа. стрип да ги спојат, да се направи нешто дека стварно Не, ликовите супер се- е, стварно е супер. партнери. Знам Давор и Игор и здраве ви беа гости и Темков. Зборевте со нив. Зашто, како, не знам. Само знам дека ја им стојам на располагање кога и да ме викнат втор дел или нешто Тушот друго. е спремен. Стојам на располагање без никаков проблем. Дигитално го работевме се. Ама. Мислам, многу беше топ целиот тој проект кога го работевме. Значи Давор ми се јави и ми вика: "Еј, сакаш ли да работиш на Ironman?" Please. Say what? Кај треба со две раце да потпишам, нормално дека сакам да работам на Ironman. Ајде вика, еве ти приказна, сам работија и плюс еве ова, помогни му на здраве, пошто здраве е all over the place, зафатен е многу. Моливот е негов, вика, само инк стави и да одиме. Има тука од многу други автори, фантастични луѓе. И од Мичо има, ево, Да. Дамијан е исто тука темко. сите, Манасиев. сите, Манасиев. Многу, Ништо. многу беше, а каква промоција имаше у Кафе Ли. Давор кога дојде облечен како Ironman, леле, Тоа беше е најаките фантастично. фотки на 2000 Facebook. Кој е од 2014? 14-та. Што, дамна Декември? нова. Мислам дека декември. 10 брат, 10 че.
Иначе Па дај бе да направиме нешто за 10 чекај, години. дали имате дај врвем, синдром? Имам. Има Па има и таму има мои стрипови. Некој овде имам нешто. Има и мои стрипови и таму. Колку време ти требаше да го истушираш вака убаво да го избиш? Мислам дека пошто ја бев малце позафатен тој период, дали ми треба нешто како 3-4 дена така. Синдром 8 и што е ова? И Не, 10 курс за изјава. денос. Не знам, дај мислам дека тука. Не бе, не е истиот, не бе, ова што е работа. Мислам дека Што е работа? Нека до Да, бе, посадина да, тој го има. Да. Заборавил и ја точно кој ги имам дома ја сите синдромите. Мислам дека тој беше. Дали бев овде? А да, еве го, чај. Малце поише на манга удирам овде. Ова е на Саске личи. Чекај му. Да. Ова е све мое. Приказна, цртеж, све. Ќе доеш бе на стрип трип? Да, обавезно. Како? Добро, Се нема шанс сега бев и првиот пат кога Вали. беше. Да, само што за жал вториот ден не можев, а првиот ден морав да жонглирам со време и бев на почеток, после вториот ден не можев да го фатам, жал ми е. Ја вториот ден ја не бев, а првиот ден убаво се оставив, Супер мислам беше таму. првиот ден. Ека па од може и цел ден да Супер. Но ги знаеш како дали ќе доја на стрип трип или дали ќе доја кај нас на стрип трип или да на Коске? на- Па или не да знам тоа откриваме да баш. Нема ајде да отпрем со Давор да се Прво да- направиме Да, Една убаво кафица да муабет. Давор си е мајстор за тоа. Како, што, зашто, па после ќе ова ќе биде само ќе пуштиме водичка да ќе бидеме на стрип трип. водичка Тоа е да тоа. пуштиме Да кај PlayStation Да тука. пуштиме една водичка за Marvel. да ќе бидеме на стрип трип, а по детални информации понатаке. Понатаке. Го гледаш трейлерот за Джокер? Двојката? Го гледав. И Па што знам, не, мюзикал некако. Да, не ми е ама мюзикал. не е Не е мюзикал. му- бос. Абе не е баш мюзикал, ама Абе, не знам, ај нека излезе филмот прво. Вака трейлери. Еве на пример, ја гледам трейлери, немам проблем. Жена ми сега. мрази трейлери. Еј. Не гледа уопште трейлери за филмови затоа што она сака Не ги сваќам тие луѓе. знаеш, ама не она сака да го искуси. Да го филмот, искуси, она, да, од прво, што да. трейлер Јас може скроз ги многу да сваќам. биде мислидинг. Значи колку си имам зезнато, гледам трейлери, сум као леле, ова ќе биде топ, идеш го гледаш филмот и си као ај, фак. Да, ама како дознаваш за филмот као Не, постери? постери, новости, Дознаваш, бе, брат. најави. Жена ми е филмоман, дознава за филмови. Пред мене. И ја секогаш. како мал за Batman Forever ја врска нема, не Тоа, гледав бе, ни ти трейлер збориш- ни ништо. Видеотека. Бориш 30 години и Како денес. дека на кино VHS. брат. А, Кино у Милениум со мајка ми. Уште Пап. подобро, уште подобро, да. Ама ти збориш брат 30 години. Ама и тоа тогаш знам, Без имаше на која Ајден ли беше штета, на МТВ бе. ли беше емисија што дава за филмови, што дава Грајфер. не знам дали Грајфер као се се викаше, кажем ќе ти мал бев кажам. и трейлери Јас сум малку дава постар брат, за ама да знам. тоа знаеш што беше муабетот. Трейлерот го гледаш и кажеш аха, ова нема да е хајнас. И дој. И ако дојде супер. Види, у Милениум имаше многу што да. Милениум беше супер. Гледај кога го отворија Милениум и ден денеска Милениум кога го отворија искрено, ја беше и ден денес а го сакам а претходно као се викаше? Не знам Милениум претходно како се викаше, јас знам претходно идев у кино Вардар. У култура, Вардар 1, Вардар 2, Да, Вардар у тие. 3. Матрикс ми се све гледани у кино. Lord of the Rings исто. у Вардар ги имам Матрикс, гледано. тоа не знам дали си слушал третиот дел вториот дел на светска премиера го гледа во универзална сала брат. О, Може трета да биде. И му Стварно пратив универсална беше? му пратив и скриншот. Ха. Најдов од негде, не знам како го Стара искугнав тоа брат. На Браво. тај МК станава од некоја стара статија. Браво. 2002 или 2003, не знам кој матрикс, таму гледа двојката или тројката. Абе, дали го... Има светска премиера у универзална. Сега не може да се Што сетам ги дали- изгоре, ама Види, ајде. Не знам дали го гледав универзална, ја знам у кино го гледам, дали беше универзална Можда или у Вардар. после тоа тој да и знаеш зашо го ти го чуваш, да го чуваш 100%. Сигурно Сликата. чатото негде. Ќе му пратиме после, не може. Нема везе, Не, идење у кино ми е прекрасен експириенс. Многу сакам идење у кино. Попко... Не, начос, кола-кола Тоа. и филмот. Такви сме. Филмот не е толку битен, И но- дома сме си такви, ја и сопругата моја сакаме филмови, Се серии, познава. си гледаме, супер. Се познава по нашите... Да, ние сме по името на емисијата.
Главетот ми е еднаш у кино влае уште на времето беше, мајка ми ќе не носи на Брусли во Змаево гнездо. Леле. Не носи у кино, Браво. утнува филмот Дракула. А ја Добро, дете, ја Добро, дете брат, супер. вака го изјав цел дом. Леле. Страв, а како што седам овака, позади мене некоја жена со мантел беше, па као и се мрда тоа Леле, мантел. уште толку ти извадило од Брат, таме. овака ме цел дом. Браво. И тоа ми е едини филм у кино влае што сум го гледал. После Не, тоа не, не, го такав затворија филм се што- кафич го направи. Филм што сум бил помал, што сум го гледал, што ми има извадено од памет, Екзорцист. Кој? Екзорцист. А да. Мал бе, си се зезна. Тоа нешто идеше на телевизија после 12, мислам, инсомнијата моја, нели? Сум гледал филмови. Нешто беше после 12 и мислам дека него ни фатив од почеток. Леле, тоа беше трауматско Сега да доживување. го гледаш од травматско не. Да. И така. Кој бе, ја не сум. Екзорцист бе, бро? првиот. Екзорцист. Готово. Јасно. Трауми. Ништо тоа и друго, и му кажав и на Марио, го имам гледано Вардар ли, Култура ли, не знам кој беше, Хари Потер, првиот дел мислам дека. Хари Потер? Вардар. И Знам, кога пошто само ја го искочив гледав. надвор, па паѓаше снег, брат. Прекрасно. И знаеш кој е чуднака? Прекрасно чувство. А пред да влеземе ни снег ни ништо бе, брат. Прекрасно. Го гледаме филмот и искачаме баш како крупни брат, снег паѓа. Леле, викам ова баш како у филмот да. Ние сме огромни Не, фанови ја на сам. Хари Потер, дома сме огромни фанови. Ја не сум брат. А. Тоест, не ми се гледа ни сите филмови. Треба. Ќе ги труиш децата? Ќе ги гледам, ама кажав чим сум издржал сега, уште малце нека порасне големиот, мора да ги изгледат. заедно да ги за ја да го имам тој првиот. Чекај, Да. битно прашање. Сакаш ли да ги труиш децата со Хари Потер? Зашо Не, ги не е трујам бе труење, брат? не зафркај. Па, Супер. Шо збориш Не, бе? Хари Потер е супер. Хари Потер е лекција да кажеме брат. Не, шо- окей, прашање. Не бе брат, Со Хари родители Потер. си. Книгите се далеку подобри од филмовите. Пак ќе се навратам, значи како што ја го имам символот за паладин на мојот венчален прстен, мојата супруга го има Deathly Hallows на нејзиниот прстен. Толку големи фанови дома, тука, ама мојата добро. супруга е поголем фан на Хари Потер. Јас сум поише по Lord of the Rings. Да. Мислам и она си е фан на Lord of the Rings, а јас сум поише влечен на Lord of the Rings, ама си е Хари Потер. Не знам колку пати се читани книгите. Мене на пример Силмарилион 3 пати ми е читан. Еднаш на српски, 2 пати на англиски. Како на српски? На Силмаринац. српски- Не, Силмарилион си пише само со едно Л, нели, пошто сум Многу Чудесна добар превод беше. жена брат. Многу добар Што превод. ги имаш периодов? Ги имаме периодов Final Fantasy 14, се гледа, да, ги имаме Final Fantasy 14 и ги имам нешто што толку многу ми се допаѓа, се вика Unicorn Overlord, го играм на Switch. Играта е amazing. Тоа е нешто. Играј Хал JRPG. Даверс. For democracy. Helldivers не ме одамна пуштено. Игравме и некако Двојката? Да, двојката. Ја Не ме одамна пуштено. Ја преска и чистив Да. две планети Супер. и се дигнав 2 левели мислам. И него му се свија, знаеш дека има перфектна армија за тебе у 40K. Не Helldivers ми што се свиѓа толку Хел Даверс колку што ми се свиѓа ајде да кажам исмејувањето на америчка, тоа ми е мене, тоа ми е, тоа ми е јакото. И играта као игра, ама Starship Troopers инспирација била огромна за таа. и што? Да, Супер е филм. Чекај да сакам да ги игри да збориме. абе, Ајде ше малку. лайф имаат у 7. Имаме време, Да. ше малку. У 7 лайф има, така? 6 минути. Ајде, 6 минути. Па треба да се- спремам на Извини, 16-ката да Ја го се. играм бе тие. Пар 2. Да, лео, не сме обавезно. Ништо, извини, не знам, искажани за- ајде гаси ме. Иначе и се спремам на Rising Tide, мада малце разочаруваче. А чекай, што е тоа спојувањето 14-ката и 16-ката? Евенте. Евенте? Евенте во 14-ката. Се појави Клайв, го има Торгал и може да се земеш Торгал као маунт. И го има како минион малечок, како пап кога е. Јако. Како ја со свинчињата ноги кога ќе му дојам во Warhammer. Абе, ти кажав тие ќе Ама ги со- печам на ражен со јаболка уста. Ајде, дечки. Само да завршам. Клапата. Само најглупата фора. Ако имаш девојка што игра Warhammer, не можеш да излажеш колку автија. Леле, Да. да ти кажам нешто интересно. Ако дојде до тоа да мора да го мериш. Да. Жал. Така,
Не, Налет! Дај се клапнам клапот, ајде. Дечки, ја клапам Ајде, сега. клапни ја. фала ви на бојкот. дечки. Ки има пар 2 пошто. Обавезно пар викате, два абе за ќе што има? сакате? Сакате за Masters of the Universe ќе збориме, сакате пак сакате за Ninja Желки ќе збориме, сакате не за знам- не знам да Batman го ќе сеќавам, збориме. За све може да збориме. За све, што за сакате. ќе се чуеме ние, овој Обавезно. нема да е овде Така, една недела, така да ќе Супер, направиме Јас нешто. стојам на располагање. Дечки, кај сме? Еве сме, овде сме. Ајде, чао, чао. Чекај, нека се, ја ќе се клапнам, бе, дај ми да си... Дај ми, бе. Гас јаде. Таму Е, чао. баца. Чао. Е, Чао.